Невладините и општина Штип сакаат да ја вратат евлата во коритото на Брегалница. Станува збор за дрво, кој е од видот брези, а кај народот е познато како ела. Иницијативата е дел од проектот за зачувување на биодиверзитетот во Брегалница, но и за заштита на речното корито. Бидејќи расте покрај плавените терени, таа спречува, односно заштитува самиот брег околу реката, бидејќи расте од самото речно корито. Евлата е вид кој што би требало да го имаме на овие простори, бидејќи со својот хабитус има еден убав естетски изглед околу самото речно корито. Според планот би требало да се засадат околу 5 до 10 метри со евла, која не толку одамна беше заштитен знак на штипскиот дел од Брегалница, а сега воопшто ја нема. Ја имаше многу покрај реката Брегалница, меѓутоа бидејќи се одликува со еден доста висок раст, некаде расте околу 25 метри, а има убава дрвесина каде што народот ја користеше и за своји потреби, за греди, за дрвени конструкции, дојде до нејзино уништување, а од друга страна и малку поагресивните видови на врбите и тополите покрај речното корито дојде до исчезнување доста од овие наши простори. Вкупниот буџет за реализација на овој проект е 2,6 милиони денари, кои би требало целосно да се обезбедат преку грант донација, а реализацијата ќе ја имаат општината, јавните предпријатија ИСАР и Стипион и неколку невладени организации. Во меѓувреме, дел од сопствениците на имот по течението на Брегалница покренаа лична иницијатива за заштита на ерозија на брегот. И самите си прават некои насипи со заштитни камења, значи ова е добар пример и на другите граѓани кои што имаат до оштечението викенд куќи, кои што на жалост ги направиле во мајор коритото на река Брегалница, самите да си пристапат кон заштита на својот имот. Доколку евлата се врати во коритото на Брегалница, вакви маки луѓето ќе немаат, па она што тие сега го прават со камења, таа ќе го заштити со корени.